Ете, во меѓувреме, за време на кусите реклами успеавме да воспоставиме повторно врска со Ивана, така што да не должам многу, да ја посакам прво добро утро и да се понадевам дека нема повторно да имаме технички проблеми. Немаме, добро е. Сега ја гледам Ивана и дека мрда. Ивана, добро ти утро и повели со твојот разговор со Александра Јоруковска. Добро утро, Искра, до тебе и до сите гледачи на нашата утринска програма. Како што спомена и ти, ве поздравуваме од Градската библиотека Браќа Миладиновски, односно од одделот за детска литература, качето каде што се одржуваат работилници за деца, но и каде што децата можат да си дојдат и да си ја пронајдат својата омилена книга, омилена лектира или пак омилена сликовница за сите оние кои што се во претешколска возраст. Токму за детската литература, за тоа што се нуди овој период, како да ги мотивираме децата во летниот период, кога се повеќе слободни да читаат повеќе, да се посветат на пишаниот збор и на книгата, ќе дознаеме од Александра Јоруковски. Ќе ви посакам добро и убаво утро, Александра. Овој период, некако нели децата веќе се надвор од училиштето, но сепак ги имаат оние задолжителни лектири кои што треба да ги прочитаат во текот на летото. Па како се одвива каква е заинтересираноста во денешно време, односно во овој период? Најпрвин добро утро, Ивана, добро утро до тебе, до мојата драга Искра, моите драги колеги од Алфа телевизија и секако до вашите гледачи. Благодарам за вашиот утрински разговор на една многу важна тема, како да ги мотивираме децата да читаат, како што гледате, како што најави и самата, ние сме во одделот за литература за деца. Како да ги мотивираме? Вечното прашање и нашиот вечен предизвик во овој период. Поставивме еден едноставен слоган: читај во или вон библиотека, за да ги подсетиме најпрвин учениците на нивните задолжителни лектири, да ги подсетиме и нивните родители дека лектирите можат да ги најдат во градската библиотека, во сите наши објекти. Подсетуваме дека се тоа 18 објекти низ цело Скопје, дека тука можат да ги најдат лектирите за основното образование и секако средношколците кои веќе припаѓаат во нашиот оддел за белетристика. За најмладите, пред да се вклучиме и официјално, јас и ти говоревме за тоа колку е всушност во подем литературата за деца, така што мислам дека сме во тек во однос на набавките на литература за деца, на сите оние сликовници кои што дајат од страна и се преведени на македонски јазик, но и на македонските автори, илустратори на кои навистина им посветуваме големо внимание. Споменавме на почетокот дека ова е просторот каде што се одржуваат и промоции. Во моментов сме, ајде да кажеме, и ние на некаков мал распуст, иако ние постојано работиме. Велам распуст под наводници, затоа што ги немаме оние масовни промоции и посети кои што се врзани со училиштата и со градинките, но нашите оддели се секако отворени да се чита и тука и надвор од нив. Да, но затоа имате летни уписи секако, нели? Така што сите оние кои што досега немале членска картичка од библиотеката или пак име нели истечена, можат да дојдат и за време на летото, да си се запишат и секако за символична цена да си ги читаат умилените лектири. Да, токму така. 150 денари популарна летна цена за упис за деца на училишна возраст, односно основно образование. 100 денари е доколку станува збор за некакво групно членство. Говориме за годишно ниво, значи ако ја земат членската картичка ова лето, ќе им биде важечка до следното лето, кога ќе треба да ги читат лектирите и за следното оделение. Се уште се популарни мерките за бесплатно членство за предучилишна возраст. Тука би сакала да ги поздравам сите родители, посебно бабите и дедовците, да дојдат во нашите библиотеки, да ги земат за рака своите внуци. Предучилишна возраст имаат бесплатно членство, за социјално ранливите категории исто така. Зошто ги поканувам возрастните? Затоа што водејќи ги и малите, барајќи им за нив сликовница, книга за почетни зборови, за почетно пишување и така натаму, верувам дека и возрастните ќе најдат нешто интересно за себе да читаат, затоа што повиците или поттикот да се чита важи за сите. Да, дефинитивно
така ни работи нели и мозокот кога станува збор нели за подоцнежните години, верувам дека голем дел од и дечињата сега затоа што се на распусти и не следат, како да ги мотивираме, Еве Александра, што ќе им препорачаш еве во оние задолжителни лектири кои што ги имаат за време на летниот распуст, што треба да ги прочитаат, што ќе им препорачаме на децата да си дојдат и да си го збогатат својот јазик со секако убав пишан збор во она што им е нели задолжително. Так. Еден од начините и ова Алфа телевизија секогаш била будна, секогаш потикнувала на читачки навики и верувам дека нашите разговори и информации ќе допрат до сите. Кога станува збор за препорака, јас во консултација со моите колеги избрав неколку наслови за најмладите. Рокчето е една сликовница токму за најмладите, која ја напиша нашиот познат, светски познат поет Никола Маџиров. Станува збор за една приказна или еден мит, ако сакате, фолклорен елемент од Струмичкиот крај, кој тој го преточи во сликовница. Сликовницата е преубава со илустрации на Анета Илиевска. Ќе ми дозволите нели да ги пофалиме домашните автори и илустратори. Уште една интересна сликовница, ова е за оние веќе кои сами читаат, Земјата на заборавените сказни, токму за летниот период, за децата кои забораваат како да се игра или да се размислува надвор од телефоните, таблетите и екраните. Приказната е пишувана по идеја на Симон Трпчевски, нашиот светски познат пианист, и ја пишуваше Билјана Црвенковска, илустрациите се на Оливер Коларевски. Тоа е нешто од домашната продукција. Кога станува збор за преводната литература, две сликовници кои топло ги препорачувам, како за децата, така и за возрастните, затоа што ние малку поинаку ги доживуваме овие теми. Мојата бабичка не знае која сум, од Ива Безиновиќ Хејдон, хрватска авторка и илустраторка, зборува за една многу важна тема, тоа е темата на заборавањето, на деменцијата, на тоа како староста влијае не само на возрастните луѓе, туку и на целото семејство, топла, емотивна приказна за прифаќањето на животот. И уште една во таа тема или во тој спектар, овде во близина живо е едно девојче, Ида Млакар Чернич и Петар Шкерел. Ова е превод од словенечки јазик, една многу интересна книга која веќе има преводи на 20 на јазици во светот. Зборува за тоа како сиромаштијата, социјалната загрозеност влијае на детството, дека детството не е секогаш розево и не е секогаш исполнето само со игра и безгрижност, туку дека постојат деца на кои им се скратени многу нешта. Читајќи им на децата, треба и ние да пораснеме за да знаеме да ги прифатиме и пренесеме важните теми во животот. Да, навистина богато е ова кача за детска литература, каде што може да си најдат се она што им е потребно, нели, за да им биде позабавно, поавантуристички и поинтересно летото. Доколку станува збореве за повозрастната публика, односно за родителите, за бабите и за дедовците, што ќе им препорачаме? Так, моите колеги од белетристика, од одделот за белетристика, велат дека во овој период на одмори, пред одмори, околу одмори, па дури и за на плажа, секогаш се бараат љубовните теми и романи. Сузан Елизабет Филипс, една многу позната авторка и секогаш барана. Некои од овие автори веќе се и на листа на чекање кога станува збор за нашите читатели тука. Танцувај со мене, една летна љубовна авантура. Кристин Хана е исто така многу позната, се фативме за белетристиката и бестселерите. Домашен фронт, тоа е една, ајде да кажеме, семејна драма и секогаш актуелните трилери. Овој пат моите колеги го препорачуваат Последниот преживеан, кога станува збор, да речеме, за популарната литература, комерцијалната литература. Јас секогаш ја искористувам можноста да ги потикнам нашите читатели, нашите гледачи да ги читаат и македонските автори. Вие знаете, Алфа е наш редовен придружник и поддржувач за нашата голема кампања Читаме современи македонски автори, која заврши, циклус заврши во мај, вториот циклус, ние го подготвуваме третиот. Низ оваа кампања изминативе 2 години промовиравме 16 домашни автори, 16 нивни дела, кои сметаме дека заслужуваат на вистина многу внимание, промоција и поддршка. И секогаш го споменувам она, можеби некој ќе се насме, гемиџиското, кога ако не сега и кој ако не ние, зборувајќи за македонските автори, затоа што кој ќе ги чита ако не ги читаат домашните читатели и кога ако не сега.
Како што кажа, во подготовка е третиот циклус и се надевам дека ќе биде интересен и успешен како и претходните два, за кои ја добивме и наградата Промотори на читачката култура на Македонската асоциација на издавачи. Александра, навистина има многу што да се зборува Така е. кога станува збор нели за книгите, за убавиот пишан збор. Јас ќе ви се заблагодарам за вашето одвоено време и што секогаш нели топло ги отварате широм вратите за Алфа телевизија и секако да ги поттикнеме и младите, она што е најважно во денешно време, да направат и на да створат нели на читачка навика и сами да почнат да доаѓаат и да ги бираат книгите кои што сакаат да ги прочитаат. Ви благодарам многу. Алфа е секогаш добро дојдена. Таа е наш редовен партнер и поддржувач во сите активности и всушност е инспирација не само за нас, туку и за останатите медиуми, заедно да ја шириме читачката култура. Благодарам и поздрав до нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш, ќе ве поканиме вам, драги гледачи, сите вие кои што еве можеби досега не бевте зачленети во градската библиотека Браќа Миладиновци, секако станува збори за вашите дечиња и за вашите внуци. Видовте навистина колку е богата оваа библиотека, колку содржи буквално се она што им е потребно на дечињата на различни возрасти, така што ве покануваме да дојдете, да си набавите книги од овде и секако да си поминете едно убаво читачко лето, но и доколку не сте биле зачленети, нели еве можност со оваа летна акција нели да бидете, да станете членови на градската библиотека Браќа Миладиновци.